Продолжуваме со нашите проучувања, со тајните на пророштвата. Вечера имаме една интересна тема, а тоа е суд или судење. Верувам дека никој од нас нема пријатно да излезе пред суд или да оди на суд, но ние вечерва ќе видиме за какво судење станува збор. Замислете, почитувани, кога би знаеле дека Исус ќе дојде денес или утре, како би се однесувале? Што би направиле? Каде би отишле да го дочекаме Исус Христос? Интересно, во минатото на 22 октомври 1844 година една група на луѓе се приготвувале да го дочекат Исус Христос на оваа земја. Интересно, илјадници христијани го чекале второто Христово доаѓање. Се собрале на планините, на врвовите на планините, во долините, во градовите и селата, во црквите и биле подготвени да го дочекат Исус Христос. А во текот на претходните месеци, пред овој датум, значи 22 октомври 1844 година, верниците во Северна Америка и во други делови на светот почнале сериозно да се подготвуваат за овој голем настан. Се молеле, ја проучувале Библијата, темелно, систематски, и така дошле до заклучок дека Исус треба да дојде токму на овој датум, 22 октомври 1844 година. Интересно, може да прочитаме во историските записи, се вели дека земјоделците таа есен не ги собрале овошките. Житото не било собрано. Овошките. Полињата ги оставиле плодовите на своите ниви. Пченка, компири биле несобрани. Трговците ги затварале вратите од своите работилници, од своите продавници. Се појавил еден оглас кој е многу интересен. Ајде да го прочитаме во дневните вестници во Америка во тоа време, 1844 година. Ако кому било му должам некакви пари поради моите деловни потвати, ако не сум бил најправилен при плаќањето, ве молам да ме известите така што ќе можам да ги вратам своите долгови. Бидејќи Исус ќе дојде на 22 октомври 1844 година, а јас сакам да се воздигнам на облаците и да отидам со Него. Гледате како во тоа време, почитувани, луѓето размислувале за второто Христово доаѓање. Но на нивно големо разочарување, таа година Исус не дошол. Што се случило? Зошто Исус не дошол? Дали промашиле во годините или во годината, или пак нешто се појавило некој друг проблем? Во тоа време, господинот Вилијам Милер, баптистички земјоделец или фармер, почнал да ги проучува пророштвата на Светото писмо. Тој почнал да ја чита Библијата од почетокот до крајот, посебно кога наишол на книгата на пророкот Данијел, 7, 8, 9 глава. Тој темелно ги проучувал стих по стих и така дошол до сознание, посебно кога го прочитал текстот во Данијел 8:14, а таму стои запишено дека 2300 вечери и утрини и тогаш светилишето ќе се очисти. И овој човек, господинот Милер, Вилијам, дошол до заклучок дека тоа пророштво го открива датумот на Христовото повторно доаѓање на оваа земја. Ги направил сите пресметки и одредил дека Исус ќе дојде 43 или 44 година. Значи во 19. век, 1843 или 44. Тој текст што го пред малку прочитавме му привлекло внимание и токму тој дошол според тие математички изрази или пресметки и според пророштвата, тој рекол дека Исус таа година ќе дојде на оваа земја. Но се случило големо разочарување. Сите цркви биле полни таа година и таа есен, очекувајќи го Исуса Христа. Баптистички, методистички, католички цркви, 3000 пастори биле подготвени, 100.000 следбеници, замислете, колку луѓе биле подготвени да го дочекат Исуса Христа. И сите биле воодушевени, и затоа не размислувале за земските посеви, зашто
Што ќе име сега кромпир, жито или другите намирници кога ќе заминат на небото, Исус само што не дошол. 100.000 следбеници, но Исус, почитувани, не дошол. Едноставно се случило големо разочарување. Надежда на тие христијани била разнишана. И во историјата тој настане запишан или наречен големо разочарување. Но зошто Исус не дошол, се прашуваме и ние вечерва, а и тогаш се прашувале луѓето. Милер дали погрешил или пак направил некој замена на тезите. Ние подосна ќе видиме дека Вилијам Милер точно открил многу важна година, но само ги заменил тезите. Тој наместо земската, односно небесата светења, ја заменил со Христовото второ доаѓање на оваа земја. Значи, што е тоа чистење на светења? Има ли некаква врска меѓу светилиштето и Божјиот суд? Ако има, дали треба денес да се плашиме од судот, од Христовото второ доаѓање? Што е тоа чистење на светињата? Ние вечерва ќе се позабавиме токму со тој предмет. Има ли некаква врска меѓу светилиштето и Божјиот суд? Ако има, треба ли денес да се плашиме од судот? Суд. Самиот збор суд, самата помисла предизвика кај нас страв. Самата мисла да одиме на суд, срцето се вознемирува. Меѓутоа, почитува, ние ќе видиме вечерва дека ние се наоѓаме во фаза на судот. Денеска на небото се одвива еден процес, наречен судски процес. И затоа е многу важно да ја разбереме ова тема и ова размислување. Ајде вечерва да го поставиме и првото прашање. Колку луѓе ќе морат да се соочат со судот? Дали тоа е една мала група или секој од нас? Еве го текстот, го наоѓаме во 2 Коринтијаните 5:10. Зашто сите ние треба да се јавиме пред Христовиот суд. Значи сите, овде вели апостол Павле, сите треба да се јавиме пред Христовиот суд. Та секој да прими што заслужил, според она што го извршил во телото свое, било добро или зло. Судењето, почитувани, не е препуштено на нашиот избор. Дали сакаме или не сакаме. Едноставно текстот вели, секој треба да се појави пред небесниот суд. Меѓутоа, ако имаме доверба во Исус, ако имаме доверба во Него, нема никаква потреба да бидеме нервозни. Ние дури можеме со нетрпение да го очекуваме судот. Судот за некој ќе биде радосна вест, а за некој тажна или жалосна. И затоа, ако денеска ние го прифатиме Христа и го следиме Исуса Христа во нашиот живот, судот не треба да биде никаков страв за нас. Дали ова судење ќе се одржи пред второто Христово доаѓање? Што вели Библијата за ова тема, односно за ова прашање? Апостол Јован вели, и еве ќе дојдам скоро, и платата моја е со мене, за да му дадам на секого според делата негови. Според овој стих, почитувани, судот ќе биде пред второто Христово доаѓање. Не може Исус да даде награда ако некој не бил на суд или казна. Што значи дека пред второто Христово доаѓање ќе се случи самиот процес. Исус ќе дојде со награда, со готова награда за оние кои треба да добијат награда, а оние кои треба да добијат суд, ќе добијат суд, односно казна. Значи, според тоа, во некое време, пред второто Христово доаѓање, ќе се одржи ова судење. И затоа Вилијам Милер, кој темелно, со Божја помош, го проучувал писмото, односно пророштвата, и дошол до сознание дека 1844 година на небото нешто се случило. Меѓутоа тој ги заменил тезите. Место небото, тој ја заменил земјата, односно со второто Христово доаѓање. Таа година е многу важна што господинот Вилијам Милер ја открил во минатото. И денеска ние сме почитувани, треба да бидеме осведочени дека таа година се отпочнал небесниот суд или судот на небото. Ние подосна ќе читаме малце подетално за тоа. Како пророк Даниел го опишал ова судење? Еве што вели пророкот: судиите седнаа, книгите се отворија. Очигледно, Даниел во видение почитувани видел судење во небесното светилиште. Бог седел на својот престол и Даниел гледа, вели, судиите седнаа, книгите се отворија. И денеска во нашите земни судови постојат книги, постојат закони, постојат записи. Сега може би помодерно и компјутери. Меѓутоа, овде Даниел гледа судски процес. Судии, поротници, книги. Еве отприлика што видел Даниел. Судите седнаа, книгите се отворија.
Тука биле присутни многу ангели, милиони ангели. Кои се тие ангели? Тоа се службени Божи духови, бидејќи секој човек има свој ангел. И тие ќе бидат сведоци таму на небесниот суд. Книгите се отвориле поради истрагата и судењето започнало. И Даниело, ако ја читате неговата книга, ќе видите дека ја опишува таа гледка како величествена и многу важна. Исус ќе дојде, почитувани, со своја награда, да ги награди послушните, да ги награди своите верни следбеници. А што е целта на судењето? Кога одиме во земските судови, зошто одиме? Која е целта на судот? Текстот вели, потоа светиите на Севишниот ќе го земаат царството и ќе владеат со него во векови. Очигледно, Божето срце копне да го спаси целото човештво. Времето на судењето не опоменува на фактот дека времето истекува. Сега е време за целосна доверба во Исуса и целосна зависност од Него. Почитувани, кога ќе заврши судот, се е готово. Тогаш нема време за поправување. Сега во фаза на судењето ние можеме да се покаеме, можеме да се одлучиме да го следиме Исуса Христа. На крајот на судењето нема да има никаков сомнеш дека Бог е љубов, дека Бог честно суди, дека Бог праведно суди. Во земските судови често пати после самото рочиште излегуваат странките и дават изјави пред новинарите и велат судот суди пристрасно, судот суди неправедно. Тоа се земски судови, кај што може да се потплати, кај што може да се направат и едноставно неправди. Меѓутоа, новој небесен суд, кај што суди самиот Бог, самиот Исус Христос ќе биде присутен, нема да имаме никаква сомнеш, почитувани, дека Бог може да направи, да нанесе некоја неправда на човекот. Судењето е сеопфатен чекор во решавањето на проблемот на гревот. И тоа не само за сега, туку за секогаш. Зошто е потребен судот на небото? За да се осведочи целото небо, сета вселена, сите небесни суштества дека Бог е праведен, дека Бог не гледа кој е ваков или онаков, дека Бог праведно, да се одбрани Божиот карактер на небото. Затоа е потребен судот, а секако и за нас, они кои му биле верни, они кои го следеле Христа на оваа земја, за време на својот живот, да добијат секако и награда. Затоа, со некој чуден пресвет, Бог не е само судија, туку и оној кој му суди. Значи, целата вселена ќе го наблюдува Божето судење, на кое човечко суштество во текот на историјата Бог треба да му даде награда или казна. И затоа на тој небесен суд нема никакви привилегии никој од нас да има. Кои се клучните учесници во судењето? Ајде да видиме кој се таму ќе се најде на тој небесен суд. Библијата јасно ни кажува во Јован 5:22. Отецот не суди никого, туку целиот суд му го предаде на Синот. Интересно. Исус ќе биде и судија и бранител. Ќе застапува правдата, но ќе покаже и милоста своја. Интересно. На судењето ќе учествуваат следниве лица. Број 1. Бог како судија. Сотоната како обвинител. Тој ќе не обвинува. Тој ќе рече, не, Боже, тој грешеше, тој е мој, како Ева која погрешила и Адам. Тука ќе се најде Исус како бранител, тука сме ние човечките суштества како обвинети и ангелите како сведоци. Гледате, нема тука некој да порекне нешто, јас не сум го направил тоа или тој ме тераше. Секој од нас ќе биде осведочен со она што го правил. Но, почитувани, судењето е радосна вест. Радосна вест за сите нас. Судењето го препуштил самиот Бог на Исус Христос. Значи, според тоа, Исус, нашиот застапник, ќе биде и наш судија. Замислите го тоа. Исус, кој бил на оваа земја 33 години, кој го дал својот живот за секој од нас. Неговите рани се уште ќе се гледат на неговите раце. Тој милостиво ќе не гледа. Но не ќе може ништо да ни направи, да не застапи, ако ние денеска за време на нашиот земен живот не сме го прифателе. Таму ќе биде доцна кога моето и твоето име ќе излезе пред небесниот суд. Врз која основа ќе се суди? Ќе има ли факти, ќе има ли докази? Еве што вели мудриот Соломон, зашто Бог ја изведе на суд секоја работа и што е тајно, било да е добро или лошо. Значи, Божиот закон, вели Библијата, ќе биде мерило според кое Бог ќе суди
на човекот. Едноставно, Божиот закон е мерило на судот. Бог ги забележал секоја мисла и однесување. Целото небо е свесно се што правиме. Дури кога нашите греови се направени во тајно. Значи, кај Бога нема тајна. Кај Бога е како рентген, се е отворено. Но не треба да се плашиме. Ако на време го прифатиме Христа, ако на време сме се покаяле, ако на време сме тргнале со Христа да одиме напред, Бог на небесниот суд ќе не оправда, бидејќи сме се повикале на крвта Христова, неговата правда. Врз која основа ќе се суди, понатаму вели апостол Јован, и ако некој сгреши, кај Отецот имаме застапник Исус Христос праведен. Гледате, Исус е нашиот адвокат. Тој ќе не застапува. Да, сатаната ќе не обвинува, ќе рече ти си сгрешил, ти го направи ова, ти го направи она. Меѓутоа, тука е нашиот застапник. Тука е нашиот бранител Исус Христос. Но затоа, почитувани, денеска е време кога ние треба да се покаеме. Денеска е време кога ние треба да го прифатиме Исуса Христа. Бидејќи кога ќе дојде тоа време, небесниот суд, ако моето име помина, а не сум се покајал, јас ќе бидам во она група на изгубените. Според тоа, како може праведниот Бог да објави дека виновната личност не е виновна? Библијата вели дека платата за гревот е смрт. Ние сме осудени на смрт, вели Библијата. Плата за грев е смрт. Но да читаме заедно понатаму. Ние сме криви или виновни. Ние заслужуваме да умреме. Меѓутоа, Исус ја презеде нашата казна и умре наместо нас. Бидејќи тој е оној против кого сме грешеле. Тој е единствено кој може да ја превземе и казната за нашите греови. Гледате на ова фотографија, тука е трновиот венец, тука се капките на Исус Христос. Исус платил за нас. Ние ќе умреме со првата смрт. Плата за греф е смрт, но Исус не сочувал и Исус не спасува од втората смрт, која е трагична, која е вечна, која е за секогаш. Првата смрт Исус ја нарекува сон. И затоа, како што Лазар бил разбуден после 3 дена од гробот, но Исус со својата смрт не откупил од втората смрт. Начин да бидеме за секогаш спасени. И затоа сите овие оптужби што сатаната ќе ги прави против нас, ќе држат до некаде, само ако не сме се покаяле. Ако сме се покаяле пред Бога, тој не може повеќе да не обвинува. Кога ги признаваме своите гревови, се случува две работи. Број 1. Се објавува дека ние не сме виновни или криви. Ние стануваме прогласени за праведни. Значи, кога ќе ги признаеме нашите гревови. Почитувани, многу е важно дали ние сме свесни дека сме грешни. Ако сме свесни, тогаш вториот чекор треба да ги признаеме нашите слабости и гревови. Да побараме прошка од Господа, а тогаш Исус не прогласил како никогаш да не сме сгрешиле во нашиот живот. Шестото прашање вели врз која основа ќе се суди, повторно, слично прашање. Кој победува, вели Јован, ќе биде облечен во бела облека. И нема да му го избришам името негово од книгата на животот. Туку ќе го признам името негово пред мојот Отец и пред неговите ангели. Очигледно, рековме дека мерило е Божиот закон на судот. Бог ги забележува сите наши постапки, сите наши дела. Едноставно, ние сме, како што рековме, пред рентген. Се тоа се гледа. Меѓутоа, ако бидеме победници со Христа, нашето име ќе биде запишено во книгата на животот и ќе бидеме облечени овде вели со бели облеки, со Христовата правда, зашто на друго место пророкот вели дека нашата правда е валкана, нашите алишта се валкани, ние сме во грев. Меѓутоа, ако сме со Христа, ако сме во Христа, вели Бог нема да го избрише нашето име од книгата на животот. Сеќавате за Мојсија, еден од Божите слуги, кога Божиот народ грешеше во пустињата и кога Бог реши да ги истреби, дојде Мојсија пред Бога и му вели: Боже, избриши го моето име од книгата на живите. Не сакам јас да бидам жив ако умрат моите сонародници. И Бог се смилува. Бог им прости, бидејќи Мојсија се залагаше за својот народ. Значи, ако го признаеме Христа денеска, ќе бидеме победници со Христа и нашето име ќе биде запишено во книгата на живите или на животот. Исус им ветил
на своите следбеници дека на судот нема да ги избрише нивните имиња од книгата на животот. Сосем спротивно ќе биде избришен записот за нивните греови. Значи името ќе остане, но ќе бидат избришени нашите греови. Нити на ум нема тамо да ги видиме, нити да ни дојдат нашите слабости што сме ги покажувале за време на овој живот, почитувани. Затоа Бог нека биде милостив кон нас вечерва. Да направи еден исчекор во нашиот живот, да го прифатиме Христа и судот за нас нема да биде проблем. Судот нема да биде страв, туку време кога ќе се добие, ќе се искаже наградата од страна на Бога. Зашто Бог на љубовта и милоста не ги земе на небото сите луѓе. Зошто не ги зел, односно не ги земе Бог сите луѓе? Па замислете, ако ние денеска не сме се навикнеле да веруваме во Христа и да одиме со Христа, како тамо ќе бидеме, ќе ни биде непријатно, ќе ни биде неугодно. Бог ќе ги земе на небото сите они кои таму ќе се чувствуваат срекни или пријатно. Ако не уживаме во времето кое на ова земја го минуваме со Господа, сигурно дека нема да уживаме во тоа ниту на небото. Бог ги почитува нашите одлуки и нашиот избор. И сега ова со плавите букви што пишува: милоста која на некои луѓе им ја ускратува небото е она иста милост која на другите им ја отвара небесната врата. Интересно, Бог им дава прилика на сите. Меѓутоа, повторно, ние сме на потек. Милоста Божја остава да ние како слободни суштества одлучиме дали ќе се најдеме таму со Христа во вечност или не. Дали судот ќе биде за нас страв или ќе биде време на радост, време кога ќе се одреди наградата која треба да ја добиеме. И конечен суд. Кога треба да почне во судење? Многу важно. И затоа Вилијам Милер, кога е читал Библијата, кога дошол до Даниел 8:14, тој со воскит ги пронашол овие текстови и бил радостен и тоа го споделил со своите браќа и сестри и рекол: луѓе, пронедов време и година кога Исус треба да дојде на оваа земја. И тој дошол до 1844 година. Меѓутоа, рековме, ги заменил тезите. Наместо небото, тој ја зел земјата како второ Христо доаѓање. Ние вечерва ќе видиме што се случува. Ајде да го читаме уште еднаш текстот во 8, Даниел 8:14. 2300 вечери и утрини. Тогаш светилишето ќе се очисти. Ова ќе се очисти светилишето. Вилијам Милер мисли дека Исусовото доаѓање ќе биде на оваа земја таа година, 1844 година. Како дошол Вилијам Милер до таа година, почитувани? Еве, да прочитаме заедно. Книгата на пророк Даниел ги разгледува значајните прашања поврзани со големиот судир меѓу Христа и Сатаната. Во 7-то поглавје пророкот го гледа подемот и падот на Вавилон, Медо Персија, Грција и на Рим. Потоа гледа и силата на малиот рог во средновековната црква. Кога и таа сила ќе падне, а тоа се случило 1798 година, Даниел гледа како започнува судењето. Во Даниел 7 глава тоа го пишува. Според тоа знаеме дека судењето ќе започне во некој момент после 1798 година. Значи, ова 2300 денови ноќи, тогаш ќе се очисти светилишето, треба да дојде после ова година, 1798 година. Во 7 глава, времето на судењето станува многу определиво. На Даниел му било речено дека сите судири и сиот отпад ќе потреат 2300 денови пред да се очисти светињата. Секако дека Даниел добро знаел дека пророчкиот ден представува една година и затоа додека гледал во далечината од 2300 години, паднал на колена да се помоли. Во тие мигови, во тие денови Даниел се молел, дури се разболел, бидејќи знаел дека таа година е многу важна. Меѓутоа немало објаснување. Клечел, постел, се молел да му Бог објасни што тоа значи до 2300 денови ноќи ќе се очисти светилиштето. И сега продолжуваме понатаму. Го читам само, ја читам последната реченица. 9 глава го открива почетниот датум за пророштвото од 2300 денови ноќи. Да видиме сега кој е тоа пророштво, почитувани. Ево овде на сликава имаме скица на разни години. Овде лево е декрет за обнова и изградба на Ерусалим. Почетна година од каде треба да ја пресметеме или да започне да се пресметува 2300 денови ноќи.
Почетниот датум на тоа пророштво била заповета која им дозволувала на евреите да се вратат во Ерусалим и повторно да го изградат својот град. Овој декрет кој е запишан во Ездра 7 глава го издал царот Артаксеркс во 7-та година од своето владење, во 457 година пред Христа. Ако сметаме 2300 години, од 457 година пред Христа доаѓаме до 1844 година, до почетокот, значи, на чистењето на светилиштето. Значи, 457 година е појдовна година кога царот Артаксеркс издал декрет, закон, налог да се евреите повторно вратат назад, а тоа го пише во Данијел 9 глава, во 25 стих. Тука ја наоѓаме појдовната точка како да ја пресметаме таа година која ќе заврши. И затоа овде гледаме, значи, ако сметаме од 2300 денови ноки, 457 години, доаѓаме до 1844 година, што е многу важно. Еве нова слика, уште појасно овде ни е представена. Сета ова хронологија на настаните кои се случиле пред да дојде до годината 1844 година. Значи, овде е предвидено Исусовото раѓање, односно предходно декрет за обнова, рековме 457 година. Потоа завршила обновата на Ерусалим, 408 година. Овде е најавено и предвидено Христовото крштевање. Значи, 27-та година Исус се крстил во новиот век, во новата ера. Потоа доаѓаме до Исусовата смрт, 31 година. Овде е најавено и каминувањето на првиот маченик Стефан. Значи, сите овие настани се случиле во рамките на 2300 денови ноки. Доаѓаме до 1844 година. Гледате овде што пишува. Исус влегува, значи, во светињата на светињите, небесното светилиште. Тука направил грешка Вилијам Милер. Тој добро ја пронашол таа година. Меѓутоа ги заменил, значи, место небото, тој ја зел земјата, дека тој сватил дека таа година Исус треба да дојде на земјава. Но не, таа година Исус влегол во светилиштето на небото и почнал истражен суд, почнал судот над луѓето. Значи, од 1844 година почнал тој небесен суд. Од првиот маченик, Авел, беше првиот човек кој е убиен, така? Па Каин. И од тогаш до денеска судот заседава на небото. И ако дојде Исус Христос утре, например, тој ќе ги знае кои се добрите, кои се лошите, кои се спасените, а кои се изгубените. Значи, Вилијам Милер, почитувани, мислел дека чистењето на светилиштето значи чистење на земјата со оган во текот на второто Христо доаѓање. Тука Вилијам Милер направил грешка. Инаку, добро ја пронашол таа многу важна година за случката или настанот кој се случува денеска горе на небото. Што значи изразот чистење на светилиштето? И зошто Данијел го поврзал со судењето? Еве, ние ќе се вратиме сега во Стариот Завет, во времето на Мојсеј, на израелскиот народ, знаеме дека тие со себе имале светилиште, светиња на светињите и така натаму. Најдобар начин да се одговори на ова прашање, да се разгледа чистењето на земското светилиште. Тој настан многу јасно укажува на делото на судењето кое го извршува Исус во небесното светилиште. На земјава постоело светилиште, почитувани. Значи, во тоа светилиште имало две оделенија. Имало предворје, кај што секојдневно пренесувале израелците жртви. Во првото оделение, еве овде имаме, значи, слика. Гледате овде, тука е тој жртвеник, понатаму тука има замиење, значи умивалник, и се влегува внатре. Ние малце подоцна ќе ги видиме и елементите кои се наоѓале во самото светилиште. Еднаш во годината тоа земско светилиште се чистело. Се чистело зашто секој ден се пренесувале жртви. И 10-тиот ден од 7-миот месец, денот на очистување, нека ви биде ден за свето собрание. Смирувајте ги душите ваши, пренесувајте му жртва на Господа. Значи, а и овој текст да го прочитаме, зашто во тој ден ве очистуваат, за да ве очистат од сите ваши греови и да бидете чисти пред лицето Господов. Значи, еднаш во годината, израелците имале посебен празник. Празник на очистување на светилиштето. Тоа бил денот наречен Јом Кипур. Тоа е ден на помирување. Значи, секој ден пренесувале жртви, но еднаш во годината.
се принесувале посебни жртви. И тогаш се чистило самото светилище. Тоа било символично. Ден да се воспостави целосна хармонија помеѓу Бога и човекот. Целта била чистење на светилиштето и на грешниците. Додека животинските жртви се принесувале секој ден, свештеникот земал од нивната крв и ја попрскувал внатрешноста на светињата на светилиштето. Замислете, таа завеса се прскала секојдневно и морала еднаш во годината да се очисти. Тоа било една символика. По денот на помирувањето гревовите биле символично бришени. Од светилиштето се чистело се од нивните гревови. Еве што се случувало, еве ова скица на внатрешноста на тоа светилиште. Значи овде имаме олтар, тука се жртвите пренесувале, тука умивалникот, кај што се миел свештеникот пред да влезе внатре во првото оделение, и внатре во првото оделение имаме маса со лебови. Овде имаме, значи, тие 12 лебови. Тука е каде свекнекот, седмокрак свекнек, каде пишува, кадион и олтар, пред да се влезе во светилиштето на светињата, а овде внатре, значи, се наоѓал ковчег на заветот. Ова завеса, почитувани, се чистела еднаш во годината. И тој ден се нарекувал Јом Кипур, ден на прочистување, ден на очистување. Израелскиот народ морал да ја мачи својата душа. Тоа бил ден на судот. Било случаеви, можеби, кај што Бог не ги просло гревовите, ради нивното некаење. И затоа они се плашиле, стрепеле, чекале што ќе се случи, кога ќе се појавило на слава овде на ковчегот над заветот, наречена Шекина. Тоа било знак дека Бог ги примил нивните жртви, дека Бог ги простил нивните гревови и тие се ослободени. Гревот и смртта се пренесувале од животното на светилиште. Значи, грешникот ќе ги стави своите раце над животното, ќе ги каже своите гревови, свештеникот го коли јагнето, се зема крв и се прска завесата во светињата. И на тој начин гревот и смртта се пренесувале од животното на светилиштето. Но еднаш во годината, сето тоа што се правило секојдневно се чистело. Едноставно, тоа било ден на помирување. Еднаш годишно се изведувала посебна служба. Еве таа завеса, гледате колко е символично, овде е црвена. А внатре е ковчегот на заветот. Тука се наоѓаат 10 заповеди и мана и палката на Ароновата палка која процветала. Значи овде се влегувало само еднаш во годината и тоа првосвештеникот. Со посебни церемонии, со посебна чистота. Не смел секој да влезе внатре. Гледате каква е слава. Тука се откривал Бог. А ова завеса се чистела еднаш во годината. На денот на помирувањето, првосвештеникот влегувал во светињата на светињите на светилиштето, на местото на присутноста на самиот Бог и на неговиот закон. Гледате каква символика, тоа го има се на небото горе. И затоа Вилјам Милер ги променил тезите. Тој мислел дека таа година Исус треба да дојде да очисти земската светиња. Не, денеска не постои земска светиња. Денеска храмот во Јерусалим е срушен 70-та година. Римјаните го срушили и нема веќе церемонии, тоа е прекинато. Значи тоа се случува на небото. А Исус кој ќе заврши со ова церемонија, ќе дојде на ова земја. Ќе дојде да ги земе своите. Денот на помирувањето или Јом Кипур бил ден одвоен за да се воспостави на целосна хармонија меѓу Бога и човекот. По денот на помирувањето гревовите биле символично бришени и светилиштето се чистело од гревот. Тоа бил денот на судењето, почитувани. Сега зборам за земското светилиште. Израелскиот народ мора да ја мачи душата своја, трудејќи се да установи дали има и некои непризнати или неотврени гревови. Значи, додека првосвештеникот влегувал внатре, израелците морали да бидат избањети, очистени, облечени и околу шатрот чекале, биле во исчекување што ќе се случи. Дали свештеникот, односно првосвештеникот, ќе излезе жив од светилиштето. Тие треба да ги мачат своите души. Секој грев треба да го признаат пред Бога. Тоа било ден на помирување. И сега, уште едно прашање. Како ќе се исчисти небесното светилиште? Зошто ќе се чисти небесното светилиште кога нема грев на небото? Нема грешни луѓе. Зошто е тоа важно? Еве што или апостол Павле. И така
obrazите nebesni trebаше да се очистат на таков начин, а самото небесно со подобри жртви од овие. Значи, почитувани, чистењето на светилиштето, кое го прорекол пророкот Даниел, не може да се однесува на чистењето на земското светилиште, како што спомнав пред малку. Бидејќи самите евреи, односно римјани, го срушиле еврејското светилиште. Тој храм бил уништен 70 година после Христа. Чистењето на небесното светилиште е отстранување на записот за нашите греови од небесните книги. Ова е многу важно да го разбереме. Значи на небото нема грешници кои би направили грев, па да принесеме жртви. Што има на небото? Има записи грешни. Греови твои и мои кои се запишени на небото, постојат 3 книги, почитувани. Книга на која беше? На живото, така? Книга на смрт, односно нашите греови, книга за спомен. Сите наши греови кои се запишени во книгата, грешната книга, книга за смрт, ако сме се покаяле, Бог ќе ги избрише. Затоа е потребно чистење на небесното светилиште. Тоа се твоите и моите греови. За да бидат очистени, за да не осудуваат нас, кои ќе излеземе пред судот, зашто сме се покаяле и Исус ни простил. Можете ли да замислите колку ќе биде прекрасно да се отиде на небо или на небото и да се установи дека ниеден од нашите греови никаде не е запишен? Нема. Сатаната не може да дојде да те оптужи. Се е чисто, простено, се е избришено. И затоа е потребно да се изврши чистење на небесното светилиште. Тоа се твоите и моите греови кои не оптужуваат сите нас денеска. Пред да бидат избришени нашите греови, почитувани, Бог ќе погледа во книгите да одреди кој го прифатил небесниот дар бесплатен. Ки има книги кои ќе бидат полни со греови. Имења кај што не се избришени нивните греови. Зошто? Затоа што си останале тврди, си останале доследни на своите лоши патишта. Не се покаяле, не го прифатиле Христа. Но ќе има книги кои ќе бидат чисти, опростено, избришено. Зошто? Затоа што се покаяле за време на својот живот. Какво влијание ќе има судењето врз нашиот живот? Имајте, Јован вели, страхопочит кон Бога и подајте му слава, зашто настапи часот на неговиот суд. И поклонете му се на оној кој ги создал небото и земјата, морето и водните извори. Почитувани, сега е време за духовно пробудување, реформа. Да не чекаме утре или задутре, зашто утре не е нашиот ден, денеска. Да се живее во нашето време од земската историја не е некоја обична работа. Божиот суд е дојден. Ние сме во фаза на судот. Не треба да очекуваме некој ден или година треба да се појави небесниот суд. Не, ние сме токму денеска кога судот заседава на небото. Божиот суд токму сега заседава. Сега е време за духовно разбудување, реформа. Сега е време да го обожаваме Бога, Создателот. Сега е време да му дозволиме на Светиот Дух да не потикне, да се покаеме. Сега е време да се ослободиме од секоја вина, од секој грев, од се оно што нас не притиска. Сега е време да се разбудиме. Бог е трпелив, да. Бог не сака. Бог не очекува да ние дојдеме, како што вели, кај себе си и да се покаеме. 3 факти што треба да ги запомнеме во нашиот живот. Прво, судењето започнало во 1844 година. Тоа го установивме врз основа на Даниело 8.14 и рекоме дека 457 година е појдовна година од каде се пресметуваат останатите години или настани кои се случиле за време од тие 2300 денови или години. Второ, Исус е наш застапник и наш судија. Не треба се плашиме од судот, зашто Исус е и застапник, но ќе биде и наш судија. Исус ќе се врати така што ќе можеме да живееме со Него цела вечност. Ако се уште не сме го предале својот живот, почитувани, вечерва тоа да го сториме во нашите мисли, да му кажеме: Исусе, јас те прифаќам. Влези во мојот живот, влези во моето срце, влези во мојот ум. Живеј со мене. Помогни ми да живеам спред Твојата волја. Сега е време да го прифатиме Исуса како свој Господ и Спасител. Да не одложуваме нешто за утре или
za nekoja druga godina. Evo jedna slučka, sakam da vi raskažem, za jedno devojče po ime Karen. Karen bilo hristijansko devojče, izrasnulo u jedan hristijanski dom. Odjelo u crkva, ušte od mali noze. Prijatelj od na nizini od tatko, Robert, se sekjava na Karen kako na bistro, veselo devojče. Doagilo u crkva, kažuvalo recitaciji, pelo, pesni taka natamo. Međutim, se vidi deka odjela po crkovnite kampovi, na izleti, u priroda su mladite i taka natamo. Na Robert, znači nimni od prijatelj na to semestru, se vikal Robert, mu se činilo deka Karen nema nikakvih griži vo svetot. No koga Karen porasnala, stanala tineđerka, pošla da pravi eksperiment su alkohol i droga. Pošla da pije pomalku alkohol. No, fatila loše društvo i pošla da upotrebova i droga. Su tekot na vremeto vlijenijeto na nizinuto društvo i na grevot toliko nadvladelo nizini od život, što ta prestanala da ode od crkva. Stanala zavisnik od heroin. Nažalost, stanala i prostitutka. Cijeli njezin život se pretvoril u haos. Bez Boga. Sakala da proba jedan sasvim podrug život. I navistina došla je u takva situacija duri zabremenila so čovjek koji nego poznavala, odnosno go zapoznala na ulica. Koja go rodila deteto, ime to i go dalo, i go narekla Nadeš. Znači bebeto dobilo ime Nadeš. Može bi sakala da ima nekakva nadeš u svoj život, pa vo to bebe go vidjela simbolot na očikovanje to na nešto podobro. Život na Karen i posle porodovanje to prodolžil na ulica. Stignali vo zatvor poradi kražba i prostitucija, pa svoje to malo dete go stavila vo racete na svojite roditelji. Posle mnogo godini bila puštena od zatvora. Robert, oni što go spomnahme na početku od prikaznata, koga doznal deka Karen ke se vrati doma i deka konečno ke može da se sojedini su svojeta kerka Nadeš, došao vo poseta. Koga Robert je zdogledal Karen kako vlegovo sobata po toliko mnogo godini, ne može da poverova na svoje oči. Nizinuto lice bilo zbrčkano i grdo. Bila toliko slaba što izgledala bolno. Izgledala i stara i umorna, izmačena od grevot. Ne moželo su zborovi da se opiše koliko mu bilo neprijatno dodeka je gledal ta devojka koja je taka si go propastila životot. Togaš Nadeš, devojčeto, nova sega žena, je zdogledala svoja ta majka kako vlegova se vraća od zatvor, vlegovo kukjata vo sobat. Nizinata reakcija bila sasvim poinakva. Devojčeto se frljalo vo pregratkite na svoje ta majka i Karen izvikala. Odnosno, devojčeto Nadeš izvikala. O, vidite je moja ta mama. Zar ne je prekrasna? Ta devojka ili devojčeto na Karen, Nadeš, neja vidjela ženata uništena od grev. Tuku što gledala vo neja? Majka koja saka. Bez razlika što bila izbrčkana vo liceto, umorna od grevot, od zatvorski od život. Ponekadaš, počituvani, može bi i nije čustvujeme vo naši život deka sme go propastili životot. Na razni načini. Može bi grevot je toj koji vlijajal vo naši život. Može bi drugi nastavni se slučili vo minatoto. Može neko gledat vaka vo tebe ili vo mene. No našet nebesen tatko, što gleda vo nas? Sinovi i kerki. Nije sme sinovi i kerki Boži. Bez razlika koliko sme otišle daleko. Na sudot Bog je ne pogledne. So Nadeš, deka sme se pokajale i ke reče, dobri i verni slugo, dojdi, vlezi vo radosta na moj gospodar. Počituvani nije ne sme bez vrednost. Nije vredime vočite na Boga. Može ovo i život da ne upropasti. Može ovo i život da dade golimi belezi vo tvojti vo moj život, da ostavi belezi. Međutim, ako sme so Hrista, to seke pomene. Isus ke dade novo telo, novi misli, nove emociji, ki ni dade sve novo, kako što veli apostol Pavle. I zato, evo da si postavimo još neko prašanje. Što bi mu kaželi na nekoj
кој смета дека не е доволно добар да се соочи со судот. Сите сме ние доволно добри пред Бога. Сите ние сме деца на големиот Бог и затоа, почитувани, да не биде пречка ниту еден грев, ниту 100 гревови што се случиле во минатото, да не бидат кочница, да не се покаеме и да не дојдеме кај Господа и да кажеме: Боже, признавам. И кога ќе дојдеме на судот, не треба се плашиме, зашто таму има застапник, таму има адвокат, тој е нашиот Спасител Исус Христос. Зошто мислите дека Исус е нашиот идеален застапник на судењето? Зато има право. Тој платил со својата крв, тој платил со својот живот, тој воскреснал и тој истапнал на старата змија, на сатаната, кој нас не обтужува денеска пред Бога. Но ако сме се покаяле, тогаш Исус ќе биде идеален наш застапник и адвокат. И трето, кој е според вас најуспешниот начин човек да го совлада гревот? Не можеме сами. И затоа ни е потребно да го повикаме Исус Христос, тој кој го победил ѓаволот. Нека му е слава на големиот Бог, почитувани. Да не се плашиме од судот, туку судот е радосна вест. Бидејќи ако кој ќе заврши судот, Исус ќе се појави нова земја. Судот токму сега заседава. Сакате ли да одлучите да го прифатите Исуса денес и од него да барате да биде и ваш застапник на судењето? Овде јас напишав одговор да. Верувам дека тоа ќе биде и ваш одговор. Да. Мојот одговор и твојот да биде да, Господе, ние сакаме и бараме Ти, Исусе, да бидеш наш застапник. Нека му е фала на големиот Бог, браќи и сестри, што Господ Исус Христос не ја открил ова вистина. Дека сега сме во фаза на судот, наскоро ќе заврши. Не знаеме кога, но затоа ние треба да бидеме постојано готови. Исус ако каже утре готово и се сврши, тој ќе ги соблече своите алишта првосвештенички, ќе ги облече царските и наскоро ќе се појави на исток. И тогаш, како вели Библијата, спасените ќе се свртат кон исток и ќе кажат: еве го нашиот Господ, кој го чекавме. Да ни помогне Господ и ние да се најдеме во таа група на спасените. Амин.